Престојните локални избори се втори за Оливер Спасовски како министер за внатрешни работи и први откако СДСМ ја има централната власт. За подготвеноста на полицијата за престојните локални избори и за други актуелни теми, во денешното неделно интервју разговараме со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Господине Спасовски, опозицијата речиси секојдневно ве обвинува за користење на полицијата во партиски цели, како во случаите со активистите од Ново село или кандидатот за градоначалник на Кавадарци. Каков е вашиот коментар на ова? Што се случува реално на терен? Прво, такви обвинувања ги отфрлам во целост и луѓето кои што Министерство за внатрешни работи си го нарекува МВР, немаат никаков кредибилитет да говорат за тоа дека некој партизира институции на систем или поточно го партизира Министерство за внатрешни работи. За нас врвен приоритет е да имаме фери демократски избори, затоа се подготвуваме, правиме обука на сите полициски службеници кои што ќе учествуваат во спроведувањето на изборите, заедно со ОПСЕ, преку 9000 полицајци ќе бидат на таа обука. И најважно од се е да имаме соработка и да бидат на висина на задачите политичките партии, политичките лидери, за да имаме фери демократски избори. Јас тоа јавно го кажав и уште еднаш ги повикам и политичките партии и граѓаните да помогнат на Министерство за внатрешни работи, да имаме партнерски однос, се со цел да обезбедиме јавен ред и мир, да имаме безбеден изборен процес и да имаме ден на избори кој што ќе ги задоволува критериумите за слободни демократски фер избори, односно граѓаните да можат самостојно да одлучуваат. Заврши времето кога се злоупотребува и полициски службеници, и материјално-технички средства, и возила, се во интерес на политичките партии. Ниту еден политички службеник не смее да учествува во политичка кампања за било кој од политичките субјекти во Република Македонија. На 2 недели пред изборите, каква е вашата процена? Спремно ли е Министерството за внатрешни работи да спречи инциденти на изборниот ден? Да, Министерството за внатрешни работи е подготвено и ги правиме сите крајни подготовки за да имаме добар процес. Значи, ние секојдневно се вложуваме во тоа да нема инциденти, да се намалат бројот на инциденти или да не дојде до посериозни инциденти кои што би можеле да го нарушат изборниот процес, меѓутоа за тоа треба сите заеднички да го направиме, а Министерството за внатрешни работи својот дел од работите, надлежностите кои што ги има, овластувањата кои што му стојат на располагање, ќе ги спроведе за да навистина се обезбедат фер демократски избори и најважно од се граѓаните слободно да можат да донесат одлука. Последниот месец Министерството за внатрешни работи поднесе кривични пријави против неколку градоначалници, а опозицијата ве обвинува дека тоа е во функција на предизборието. Се работи според вас за дела сторени пред неколку години. Зошто не почекавте да поминат изборите, па потоа да ги спроведете ваквите пријави за да не се создаде впечаток дека сепак се работи за престојните локални избори? Видете, Министерството за внатрешни работи мора да работи врз основа на факти и на аргументи кои што се утврдуваат во рамките на работењето на овластените полициски службеници. И дали е изборен период или предизборен период или постизборен период е релевантно од аспект на правдата и на законитоста. Вие кога видите извештајот на Прибе, јасно укажува дека не се превземаат доволно мерки кои што би ја задоволиле правдата во Република Македонија. И од тој аспект на вистина временски детерминиран систем или модел кога и на кој начин ќе реагира Министерството за внатрешни работи е релевантно. Ние мораме да ги утврдуваме фактите и доказите и без разлика дали е некој на одредена позиција или обичен граѓанин во Република Македонија, доколку постојат аргументи и факти кои што треба да бидат процесуирани соодветно, тоа треба да се направи. Сега се поставува прашањето, зошто тие факти и аргументи биле чувани некаде во фиоки или не биле процесуирани до сега? ВМРО ДПМН тврди дека се работи за политички монтирани случаи, кои што се во функција на предизборието. Видете, ниту ВМРО ДПМН, ниту било која политичка партија, ниту институциите во државата, односно МВР и така натаму, оние кои што не се задолжени за таа работа, не може да кажат дали е тоа тенденциозно, дали е со аргументи или е без аргументи. Министерство за внатрешни работи поседува докази кои што ги процесуираме и ги доставуваме до јавното обвинителство на Република Македонија, а тие понатаму преку судските органи ќе се докажуваат сите поставки
во рамките на таквите случаи. Министре, новиот директор на Управата за безбедност и контраразузнавање тврди дека во Македонија веќе нема нелегално прислушување. Но од друга страна, во извештајот на Прибе во вториот, има забелешки дека ситуацијата со прислушувањето не е променета. За подсетување, и поранешната министерка Јанкуловска тврдеше дека тие ќе тврдат дека ја прислушуваме цела држава, ние ќе велиме не. Како сега ќе ги убедите јавност и граѓаните дека во Македонија нема нелегално прислушување? Прво сакам да разграничиме две работи. Тоа што Јанкуловска го има кажувано во јавноста, тоа индицира дека таа знае за прислушувањето и укажува дека некој ќе кажува дека не се прислушува, односно дека се прислушува, ние ќе се браниме. Ние тврдиме одговорно дека во овој период од формирањето на новата влада нелегално во Република Македонија не се прислушува. И за тоа може да имаме експертски контроли, собраниски контроли во секое време. Ние стоиме на располагање и отворени врз основа на законските прописи да се направат такви контроли. Меѓутоа, дополнително и кај нас се поставени системи на контрола на целиот систем, за да нема субјективности во однос на оваа работа, односно оваа надлежност на Министерството за внатрешни работи. Што се однесува до извештајот на Прибе, тој укажува дека во Министерство, односно во Република Македонија нема превземено нови чекори кои што би создале нови законски рамки, нови надлежности и така натаму во системот на прислушување. Меѓутоа сакам да потенцирам уште еднаш, да информирам дека процесот на реформи во системот на следењето на комуникации и безбедносните служби е започнат. Веќе сме во период на формирање на една меѓуресорска работна група која што ќе работи на реформа на следењето на комуникациите, понатаму ќе се продолжи со реформа на безбедносните служби. Наша цел е да го реформираме целиот овој систем, да воспоставиме механизми на контрола, и тоа пред се силна парламентарна контрола, граѓанска контрола и експертска контрола, да воспоставиме систем кој што би функционирал исклучиво во заштита на уставниот поредок на Република Македонија и борбата против криминалот и корупцијата, и систем кој што ќе ги содржи најдобрите европски пракси и ќе има минимум можност за злоупотреба од било кој. Надвор од високо политичките теми, низ Македонија секојдневно гинат луѓе на патиштата, слична е ситуацијата и во Скопје. Каде е сообраќајната полиција? Значи, еден од најголемите проблеми во делувањето на македонската полиција може да се посочи дека е делот на сообраќајот. Зошто е тоа така? Пред се неколку пати истакнувам во јавноста, недостатокот на полициски службеници си го прави своето за неприсуство на терен. Скопје како сектор за внатрешни работи е сектор во кој што недостасуваат најголем број на полицајци. И тоа директно имплицира дека вие на терен не може да имате доволно полициски службеници. Иако ги зајакнуваме сега и контролите, меѓутоа недостатокот на полицајци го прави своето. Меѓутоа тоа не е нешто за оправдување. Ние мораме да работиме, да бараме начини како тоа да го средиме, за да можеме, нели, граѓаните да го почувствуваат тој бенефит, меѓутоа и овие прекршоци кои што се прават сообраќајни да навистина го намалат нивото. Еве конкретно во Скопје на потегот од Порта Влае до Сити Мол, речите секојдневно граѓаните се жалат на бучава пред се од мотори. Како министерство навивте пред околу 2 месеца некаква акција токму на тој потек, но проблемот останува. Значи, министерството од моментот кога најави има изготвено план за постапување токму на овој дел од градот, на градскиот парк и така натаму. И секоја вечер се присутни патроли на Министерството за внатрешни работи во рамките на можностите кои што ги имаме. Ја затоа кажувам дека полициските службеници кои што недостасуваат го намалува бројот на екипи кои што може да бидат на терен. Големината, должината на тој потек на булеварот и така натаму овозможува да неколку полициски патроли имате на тој потек, меѓутоа не може на помало растојание да имаме многу патроли, многу полициски службеници кои што би го превенирале сето тоа. И тука настанува најголемиот проблем, бидејќи ќе ги насочиме луѓето, ќе бидат на еден од потезите, се појавуваат, се поместуваат после тоа еве кај спортската сала Борис Трајковски, па градскиот парк и така натаму. Едноставно затоа реков, превентивните мерки се многу важни. Сите заеднички колку ќе подигнеме свеста дека со тоа што
го правите, загрозувате живот на некого, безбедност, го нарушувате јавниот ред и мир, меѓутоа како и да е, ние продолжуваме понатаму со справување со овој притиск. И за крај ве прашувам не како министер за внатрешни работи, туку како заменик премиер. Каков е вашиот коментар на обвинувањата за непотизам за генералниот секретар на владата Драги Рашковски? Непотизмот или било каков облик на искористување на позициите не ги прифаќам како човек. Да видиме за што станува збор во однос на непотизмот. Знаете, дефинирањето некогаш на поимот непотизам во државата не е баш најсоодветен. Според опозицијата се работи за мајката на неговата сопруга, тоа е сепак за кум се работи во еден друг случај. Да, меѓутоа сакам да ви кажам дека функционерите во Република Македонија не се осудени нивните семејства да не работат никаде. Проблемот во непотизмот е да поставите несоодветно лице кое што ќе искористи вашата близина, роднинска врска и така натаму, за да добие одредена позиција во работување и така натаму. Значи, од тој аспект, ние не смееме да дозволиме да лица кои што не ги исполнуваат условите за работа, да бидат вработувани само заради тоа што се во блиска роднинска, пријателска или било каква друга врска со било кој од функционерите во државата. Доколку се исполнуваат условите, доколку тие луѓе се стручни и компетентни, може да извршуваат таа задача, тогаш не гледам никаков проблем да бидат вработени. Ви благодарам на одвоеното време. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.